Речиси 4 месеци по одржувањето на предвремените парламентарни избори, Македонија без нова влада. Втора недела продолжение на конститутивната собраниска седница. Втор месец илјадници граѓани на улиците ширум државата во поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Политичките партии остануваат пак на своите ставови и се уште нема решение за излез од политичката криза во земјата. ВМРО-ДПМН во неделата објави манифест за единствена Македонија. Од партијата и денеска порачаа дека на Република Македонија неопходно е обединување околу највисоките национални и државни интереси. Манифестот за единствена Република Македонија повикува на национално обединување на сите граѓани, верски организации, партии и општествени чинители. Темел на манифестот е обединување околу државните и националните интереси и зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците и граѓаните од останатите етнички групи и заедници. СДСМ молчи околу манифестот кој обединува и сплотува, а прифати да ја реализира тиранската платформа која разединува. Стои во соопштението од ВМРО-ДПМН. Од СДСМ пак и натаму бараат мирен трансфер на власта. Иванов да овозможи мирен трансфер на власта. Лидерите и институциите на Европската Унија преку председателот на Европскиот совет Доналд Туск побараа демократски начела, пристојност и здрав разум од Ѓорѓе Иванов. Никој не смее да го кочи заедништвото кое е јасно нагласено и за напредувањето на Македонија кон членство во ЕУ и НАТО. Интеграциите во Европската Унија и НАТО се стратешки определби на граѓаните и на Република Македонија, се наведува во соопштението од СДСМ. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск за време на вчерашната посета на Скопје упати пораки поврзани со политичката криза кои можат да се прокоментираат како воздржани. Туск објасни дека останува на партиите да најдат заедничко прифатливо решение и воопшто не ја спомена одлуката на председателот Иванов да не го додели мандатот за формирање влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Оваа долготрајна криза ја забавува вашата држава на евроатланскиот пат. На вас е да најдете решение засновано на демократски начела, пристојност и здрав разум. Само таквото решение може да биде трајно. Кога ќе најдете такво решение, можете да сметате на нашата поддршка, истакна вчера Туск. По посетата на Туск и разговорите со шефот на државата станува јасно дека Иванов нема да отстапи од својата одлука, се додека партиите не ја отфрлат тиранската платформа, ниту пак дека Европската Унија ќе го притиска да ја промени својата одлука.